Na sekoj trojca вработени кај нас има двајца пензионери. Ова е причина што фондот континуирано се полни се помалку и тој хронично зависи од буџетските пари. Учеството во тековниот дефицит изнесуваше околу 22%, процентуално. Толку државата учествува во тековниот дефицит на фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Оваа година за фондот ќе биде уште полоша, бидејќи тој од буџетот ќе биде зависен за нови 21 милион евра или ќе му требаат дополнителни 364 милиони евра. Дали оваа состојба ги вознемирува пензионерите? Може да се деси тоа. Може да се деси за тоа што малку работат, а повише има потрошно, односно пензионери и така и други што ви дават помош и тоа. Тоа значи дека се плашите? Па како не? Редовната исплата на пензиите е скапа, но за владата досега приоритетна работа. Сепак прашањето е како проблемот може да се реши. Редовното плаќање на придонесите од страна на работодавците. Порастот на вработувањата секако се една од мерките за да може редовно да има прилив во касата на фондот за пензијско и инвалидско осигурување, што е гаранција пак за сите идни пензионери дека редовно ќе им биде исплаќена и пензијата и да се го добијат она што го заслужили. Како да се обезбедат реални пари за фондот решение нема, па останува досегашното од буџетот, но во меѓувреме од пензискиот живот најстарата популација не е задоволна и таа бара уште. Мали си. Стандардот е висок, према стандардот мали си. Комуналите не може да ги исплати сам. Па дека се здравствени причини, лекарства, храна. Мачаме се, ден за ден гледам. Треба да се покачи сигурно. Да нема од 11 по мала пензија. Ова проблемот со пензиите го усложнува и него ќе го решава и днината, но пензионерите од буџетот трошат се повеќе. Например, во 2009-та недостасувале 228, во 2010-та 231, во 2011-та 255, во 2012-та 285, во 2013-та 343, а оваа година ќе требаат 365 милиони евра дополнителни пари.